Се надевам дека сега правите зборови ќе ми дојдат како што треба на македонски јазик. Како што ја пееме песната што вика кога дојдат смртни мисли мрачни, или јас баш размислував, викам, како е можно да погоде баш таа песма која што ми треба за проповед? Дали свесно тоа Миланчо го направи или несвесно, ама баш размислувам, мислам дека Бог го водеше. Значи, у секоја една ситуација кажи на Исус. И мојата проповед се вика никогаш не се откажувај, никогаш не се уморувај. Значи, ние како луѓе сме, најчесто сме во последно време, еве ако разгледам колку луѓе сме тука, значи мнозина многу лесно се откажуват. Можеби не се откажуват од Бога, али се откажуват да дојдат на богослужение. Се откажуват за тоа што им е тешко, или мрачно име, или не им е лесно, или не им е интересно. И затоа темата вика никогаш не се откажувај, никогаш не се уморувај. И јас сакам да ви кажам за една историја која што се случила за едно мало момче кој што е од прилика 6 до 8 години старо и неговиот брат, он се вика Глен Канингхаем, а неговиот брат се вика Флуид. И они имале една таква задача да секое утро да станат и да одат да запалат печката таму во училиштето. Во Канзас во Америка зимите се така ладни, така кочан ладно, да не ти се излева надвор да излезеш. Јас тука во Македонија некои патеви, вика човеците, многу е ладно, а јас и Мариц пиме со отворени џамови за тоа што викаме па топло, не разбирам што луѓе што се жалат и зошто се жалат дека е ладно. Не е уопште ладно, него само пријатно. Меѓутоа, не е тоа и случајот во Канзас. Таму зимите се ладни, кочан ладни. Замислите се едно 8 годишно дете и плюс брат му кој што бил можеби малку помал, 6 години, одат секој утро рано пред него учителите, учениците и било кои што се службените лица таму во училиште ќе дојдат, они двајцата одат првен и тоа е нивна задача да го запалат печката. Голема печка и земат сега доаѓа он Глен и неговиот брат Флуид и таму доаѓаат на местото кај што е школото ладно, кочан ладно, зимат дрва и стават дрва внатре и стават книга и сака да го подпалат. И сега од кога ќе го подпалат имале тоа како што се вика керозин. И мало секогаш таму е една туба со керозин од која ќе подпалат хартијата и стават малку керозин и тоа се разгорува за да може да горе. Керозинот не е како бензинот, значи да одма да голема експлозија на јако запаллива супстанца. И сега, по некоја си грешка, зошто не знаеме, некој ставил во таа туба тоа утро бензин. И сега од кога запалиле они таму, што се вика нели хартијата, и сака да истура и настанува експлозија. Одеднаш, експлозија на оган. И они двете деца одеднаш се во оган, запалени. И сега деца како деца, они не знаат да легнат на подот или некако, него бегат како некој да ги брка, како да можат од оганот што им горе на нивните палтиња, на нивната облека да побегнат. И надвор излеват сега, и таму е школото, и надвор излеват да трчат, а цело е снег, секаде непокриено снег и ладно, а они горат и бегат на сите страни кај што му текне. Еден што е од земјоделците таму, што од сточарите, ги гледа нив како таму, бегат децата. И што да праве? Истрчува на брзина и прво што го фајча е Глен и го зема и го става на земјата и покушава на некој си начин да го изгасе. И го изгасува, меѓутоа за неговиот брат Флуид нема време. Он умира. И сега
првен го зимат глен, го носат во болница. По целото тело има глен, секаде на изгореници, а најмногу доле на носите. На носите. И доаѓа последно едно време, нели, докторот сите тие ги разгледува ситуацијата, врши диагноза и доаѓаат неговите родители и он сега треба да им каже каква е ситуацијата. Каква е ситуација? Што треба да се пресема, кој чекоре, другиот чекоре. И докторот им вика вака: слушај, он е многу изгорени се носите. И прво што треба да направиме е да ги ампутираме носите. И сега викат родителите: како тоа да биде, знаеш? 8 години дете, носите да му ги пресече. Вика: докторе, ве молам, само неколку дена дајте шанса, може би ќе се подобрат ситуацијата. И јас сакам нешто да ви кажам, ако еден доктор нешто каже, не кажува заради тоа што така му одговара на него, него тоа е што он како стручно лице мора да го каже, и ако тоа не се изврши така, ќе постане поголема катастрофа. И сега он вика: добро, еве, уште 3 дена и ќе видиме каква ќе биде ситуацијата, дојдете после пак ќе го прегледам и ќе ви кажам што ќе биде. И доаѓаат после неколку дена и се случува нешто многу чудно. Неговите нози се необичајно добро зараснати. И неговите родители се христијани и они се молат и го барат Господ, и Господ прави ете да брго зараснуваат неговите нози. Меѓутоа докторот вака вика: слушајте, он може да ги задржи неговите нози, но треба сега да даваме друга диагноза, а тоа е дека он никогаш више нема да може да оде. И кога слуша глен тоа, што мислите? Тоа да го слушне возрасен човек, никогаш нема да можеш да одиш, како е тоа у твоите уши. А не едно мало дете кој што е навикнато да трче и да се играе, никогаш нема да можеш да одиш. И он извикнува од натрешноста на неговото срце, од болка голема извикнува: не, јас нема, вика, да бидам, како да нема, да не можам да одам, да бидам инвалидска количка. Не само, вика, јас што ќе одам, него јас, вика, и ќе трчам. И докторот гледа таа ситуација. Он не може еден доктор, еден стручњак да се изборува против тоа што го учил, него размислувал себе си и му доаѓаат солзи и вика: кутро дете сака да оде, али јас знам дека никогаш нема да може да оде. И го земат глен дома, му припишува докторот масажа на неговите нози кои што се изгорени. Јас знам, имав школски другар, кога бил мал и сакал да пие чај некој и му се исторува чај од жежок, ама скроз жежок, и тука он имаше, сето тоа беше изгорено, тврдо месо, масажи, инекции му заставаше. Сето тоа за да може он да расте, тоа е тврдо, не се растега. И за тоа му како ете на мојот другар што беше школскиот, на него му припишува да има значи таква масажа и вежби, гимнастика. И тоа се одвива со месеци. И не е тоа лесен процес, неко болен процес. Секоја масажа, секоја гимнастика, толку болки на дето му забива сето тоа, да он понекогаш гласно плаче и го прашуваат родителите: да престанеме ли? И он вика: не. И понатаму правите масажа. Толку уверено тоа што сака едноставно сака да оде. После едно време зимата поминува во Кензас. Веќе пролетта почиња да се буде како тука кај нас, и цвеќиња, и се надвор, се буде, се убаво. И вика, мајка му го зема на него со количката и го носе надвор на едно специјално место тамо, да седе и да гледа, да ужива. И он гледа тамо како една ограда. Убава ограда. И одеднаш, не знам што му текнува, почиња да се влече од неговата инвалидна количка
и да излезе надвор и паѓа на земјата и мајка му го остава да види што ќе прави и почиња да ги влече нозите, пошто изгорантини не може да ги движи и ги влече нозите позади себе и доаѓа од таму до оградата и покушава да се качуе на оградата. Едно по друго, додека не се исправи на неговите нози. И така првен се исправува и почиња да покушава да оде, чекори да прават додека не паѓа па на земјата. Од таа ден, после често пати Глен и вика на неговата мајка да го носи на тоа место. И секој ден покушава да на тоа место да оде да даде еден чекор повеќе и еден чекор повеќе. И една ден, после година и пол дена, Глен го дава првиот негов чекор без помош. Неговот детето за кој шо докторите кажале, докторот кажал, нема, треба ноисите да му се отсечат. Го дава првиот чекор. И кога покушава да оде и едно време може и сам да оде, се јавуват на неговиот доктор и вика сакам на доктор да му направам едно задоволство, изненадување. И кога доаѓа доктор, вика Глен вика да стоја пред врата и кога отвара докторот врата и гледа дека он стоја, он е запрепастен. Вика не само тоа, него јас можам вика и да одам. После некое време Глен заклучува дека кога оде, кога трче има помалку болка во нозите неголи кога оде. И почнува се што прави, се со трчење да прави. И една ден доаѓа таму во неговото место луѓе кои што повикуваат на олимписки игри и за атлетика, за трчење и ги покануваат луѓето кои што сакаат да се пријават. И еден од сите тие кои што се пријавиле е Глен. И луѓето таму во местото кои што го познаваат и знаат за сета таа историја што него му се случила, сите се изненадуваат дека он уопште тука е. А уште поголемо изненадување е тоа кога почиња Глен да трче и го освојува првото место. И на тоа место он успева за 1 милја за 4 минути и 6,7 секунди. 1936 година. Значи он успева. И тука он прави еден не само од прво место својот, него еден светски рекорд за во неговото време. Светски рекорд освојува за во неговото време. Глен од 1933 година до 1940 година освојува 6 пати он го освојува првото место. 4 пати го освојува второто место и само еднаш, мислам дека четврто место тука не ги гледам ваквото податоците сите. Што значи само за неколку минути 6 пати го поправа неговиот светскиот рекорд. Секој пат кога трче прави еден го поправува неговиот рекорд. Значи 6 пати го поправува рекордот. Човекот за кого докторот кажал дека нема, нозите треба да се отсечат. А не зборуваме за човек возрасен, него за дете. Детето кое што докторот рекол нема никогаш да може да оде. Постава светски рекорд. Глен во покасно време прави место за луѓе кои што се, за млади луѓе кои што се во бездомници, во тешка социјална состојба и помага во текот на времето
на 10.000 млади луѓе кои што да може да најдат место и плюс и место за живење и за образование. Неговиот умилен стих е, вика, подигнете ги очите и гледате кој го создаде тоа. Оној кој по број ја изведува нивната војска и кој ги вика сите по име. Зошто велиш Јакове и ти Израеле зборуваш? Мојот пат е скриен за Бога, мојата правда му избегнува на мојот Бог. Зар не знаеш, зар не си чул, Господ е вечен Бог, творец на земните краишта. Тој не се заморува, не постанува и неговиот ум е неизмерлив. На заморениот му ја враќа силата, го зајакнува немоćниот, младите се заморуваат и се истушуваат. Изнемоштените момчиња се тетерават, но на оние кои се надеваат во Господа, силата се обновува, им растат крилја како на орлите, трчаат, не постануваат, одат и не се уморуваат. Трчаат и не постануваат, одат и не се уморуваат. Господ кажува, вика, зар не си чул? Тамо вика, зар не си чул, Господ е вечен Бог? Или вика, зошто велиш Јакове и ти Израеле зборуваш? Мојот пат е скриен пред Бога. Вика тамо Господ, зошто мислиш дека проблемите во кои ти се соочуваш, дека јас не ги знам? Зошто зборуваш како тоа да е скриено пред мене? Нели знаеш дека сето тоа е пред мене? Јас знам со кои проблеми ти се соочуваш. Јас го знам сето тоа и сето тоа го гледам. И јас имам доволно сила да ти помогнам. Сите оние кои што се уздават во своите собствени сили, ќе паднат и ќе се уморат. Али оние, вика, кои се надеват на мене, вика, ќе добиват секогаш нова сила. Ќе одат и нема да застануват. Ќе трчат и нема да се уморуват. Него ќе се подигат како орли на нивните крилја. И Господ таков духовен живот сака да ни даде. Да не одиме како уморени, да се тетеравиме по патот и да не биде мрачно и мрачно и да луѓето кои што не гледат да се прашуваат, па дали е тоа стварно добра религија со која ни се справуваат? Дали нивниот Бог стварно им помага? Дали е Бог на нивната страна? Да одиме како да сме со Бога, како да сме без Бога. Него Господ вика, нема да биде така. Него ако се воздаваш во мене, ќе добиваш секогаш нова сила. Немој да се откажуваш. Немој да попушташ. Затоа што јас сум со тебе. Јас сум со тебе за да ти помогнам. Во книгата на Матеј, глава 11, од 25 до 30 стих стои напишано. Во тоа време Исус одговори и рече, те фалам, татко, Господ на небото и на земјата, зошто си го скрил тоа од мудрите и разумните, а си го открил на младенците. Татко, зашто така беше угодно пред тебе. Се ми е предадено од мојот татко и никој не го познава синот освен таткото. Нити некој го познава таткото освен синот. И оној кому синот сака да му открие. И тамо вика, дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети и јас ќе ви дадам одмор. Земете го на себе мојот јарем, зошто и научите се од мене, зошто јас сум кроток и понизен по срце и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Господи, Исус вика, фала ти татко што го сокри тоа од мудрите, од силните, од паметните. Фала ти што го сокри тоа од сите оние кои што се уздават во своите собствени сили и на својот собствен разум. Ама вика, фала ти што им го дади на оние кои што се гладни и жедни, кои се сиромашни по дух и срце, кои знаат дека со своји собствени сили тоа не може да го сторат. И Исус вика, никој не го знае таткото, али вика синот, и кога синот
ќе го открие. И затоа ако го имаме Исус и доаѓаме и кај Исус, нас ќе ни биде откриено таа тајна. Тајната да можеме секојдневно да доаѓаме кај оној кој не повикува да дојдеме кај него кој што вика дојдете кај мене, сите кои сте обременети и оптоварени со маки, и јас ќе ви дадам одмор. Исус кажува, вие може да дојдете во тешки ситуации, може во вашиот живот да дојдат проблеми и тешкотии и маки, со кои не сте рачунале, за кои не наоѓате никаков излаз во вашиот живот. И мислите, Господе, па не знам каде да одам, не знам кој пат да го фанам и не знам од каде да најдам решение. Али Господ вика, вие не сте повикани да барате решение и сила самите во себе си. Него вика, дојдете кај мене, сите кои сте обременети, оптоварени со маки, кои немате решение за вашите проблеми. И јас ќе ви дадам одмор на вашите срца. И јас ќе ви дадам одмор на вашите срца. Вие сте само заради тоа во таква ситуација. Затоа што трчите натаму и наваму и оđенот ви горе на вашите плечи и не знаете што да сторите. Али јас сум тука како тој земјоделец, како тој сточар што го фанал глен, да ве ставам во снегот, да го изгасам оđенот и да го облечам со правдата, мојата правда. Јас сакам да ви дадам решение. Јас сакам да ви дадам мир на вашите души. Зошто покушавате со своите собствени сили? Зошто не дојдете кај мене? Господ со цело срце не повикува. Размислите, разберете. Дојдете кај мене. Јас, кој го пратив мојот син да дојде да умре за вас, како се нема да ви дадам со него? Дојдете и јас, вика, ќе ви дадам одмор да најдете на душите ваши. Зашто мојот јарем е пријатен, моето време е лесно. Во Галатјаните глава 6, ова е текстот кој што гледаме дал потполну сила да се уздава за да не постане, да не се уморе во неговот духовен живот, да не се уморе во неговата борба која што водел, у маките, кој што ги имал, од болките, од изгорениците. Тука вика, да не бидиме уморни. На еден друг текст вика, да не се умориме, да правиме добро, зашто ќе жнееме во право време, ако не се умориме, зашто додека имаме време да им правиме добро на сите, а најмногу на оние кои припаѓаат на нашето семејство по вера. Да не се умориме. Господ не повикува, немој да се уморите да правите добро. Пази, не станува збор, ако јас правам неправда и нешто мислам дека во мој смисла е исправно, па да не се уморам тоа да го правам. Него многу јасно кажува текстот. Што правиме? Не станува збор за тоа да не се уморам да правам некои мои себични цели да остварам. Него станува збор да не се умориме да правиме добро на другите. Помагајќи им на другите, си помагаме себе си. Да не се умориме да правиме добро и на себе си, али добро што е добро во Божите очи. И тоа е нова текстот и вика, ама ако не се уморите, ќе жнеите во право време. Замислите си, ако целиот свој живот исправно правиш и на крајот е утнеш работа, се за џабе си прави. Ако студираш и си студирал 4,5 години или 3,5 години, четврта година последната дојде и последниот испит не си го положил, немаш доказ за сето тоа и сето друго не ти важи. Па и да важи не можеш да докажеш. Значи, цел живот, ако се бориш и на крајот се откажеш, се е за џабе. Колку пати читаме во Библијата, стои напишано тамо, вика, а царот тоа и тоа, аса правеше, што правеше, и на крајот вика, се откажа и дури во болката своја не го бараше Господа. Се за џабе. Немој да се откажеме, вика, барајте, тамо вика, кажува, да не се умориме да правиме добро. Зошто? Затоа што ќе жнееме во право време, ако не се умориме.
ако не се умориме. И јас ми се случи една ситуација во Германија, додека таму во почеткот топлеме со нафта и многу поскапе нафтата одеднаш се крена нагоре и викаме дај да топлиме со дрва. И гледам во интернет, што таа беше првата година и многу трошкови имаше и сето да тоа се спроведе за да топлиш со дрва. Оти тоа треба во Германија и да се испита и оджак и се и голема процедура и многу пари. И сега викам дај да видам во интернет дали има некој што фрла дрва. Има многу пати се случуваат, ги фрлат, па јас на него ќе го направам добро, он мене добро ми прави. И гледам еден, вика тоа е тоа, тие сака да ги фрле. Покрај сите други дрва имаше зелени дрва кои се од цреша. И ја учев во шумарското училище, шумарски техничар, а и да не бидеш шумарски техничар, македонците сите греат со дрва, точно знај, што е црешовото дрво, е многу, има, како да кажам, голема консистенција, е тврдо и тешко дрво. А плюс воа дрво имаше и дури некои си чворови, фала за зборот, чворови на сите страни, и јас кога го видов, он вика го сечел тоа дрво со моторка, електрична, не може да го сече дури ни електричната моторка. И јас ги земав тие трупчиња, ги донесив дома, и кога ги видов какви се, и се ми беше јасно, тие дрва, најдобро е да ги ставам на страна, па ќе му дојде времето. И тоа што го сторив, ќе ви кажам, тоа беше најголемата грешка. Ги ставив таму на страната и добро беше, и другата година или една година или две или после касно, сакав да разкревам таму и ги гледам дрвата се стоат на исто место. Сега е проблемот е друг. Тоа дрво, додека е зелено, ако го цепиш, многу полесно може да се разцепи. А сега станало како бетон. И јас го гледам така и викам, Господе, дали да ги разцепам? Ќе ми помогнеш ли? Ќе успеам ли? И што ми беше најтешко, што одговор одма добив. Би било добро да добив одговор. Каже, Господ, друг пат ќе ти кажам, јас ќе ги оставам за уште една година да стоат таму. Ми вика Господ, да, ќе ти помогнам. Ќе успееш, ако покушаш, ќе успееш да ги разцепиш. Сега ми беше јасно дека јас тие проблем кој што го потиснам, постана како бетон. Колку пати ги разцепив дрвата, точно гледав и со кајли, како ги викат, клинови, со се ги разцепив, многу работа, многу дрва испадна и со многу напор и со Божја помош и мудрост и за секоја една цепење се молев Господ да ми покаже како да направи и успеа. Али колку пати у нашиот живот, кога ќе ги видиме проблемите и точно ги гледаме со чворови се и како бетон се цврди и ги ставаме на страна, ги покриваме и викаме, па остави ги си некаде си ги тука, па ќе помине време и со времето ќе се среде тоа само од себе. И најчесто таквиот проблем е како бетон после една година. Ситуацијата не се подобрила, само се влошила и проблемот ми се решил и сега стоиме пред истиот проблем една година после тоа. И најчесто план Б е потежок од план А. И тогаш многу пати ни се случува кога Господ ќе каже сега, ама Господе, зошто? Колку пати најчесто ни не успеваме у нашиот живот заради тоа што некои работи воопшто и не ни покушаваме да ги направиме. Кога ќе видиме тешка ситуацијата, се тргаме настрана, викаме, па ова јас не можам да го сторам. Господ вика, да, јас тебе, Миланчо, ќе ти помогнам, јас тебе, Маре, ќе ти помогнам, ама ако покушаш, јас тебе, Ленче, ќе ти помогнам да дојдеш на црква, ама ако покушаш, ама ако не покушаш и дома си седиш, ако нема ништо да се случи. У една книга пише Дух на пророштво, Господ вика, не дека вика човечките напори се нешто.
Меѓутоа, Бог вика преку некои луѓе не може ништо да сторе за тоа што они ништо не покушаваат да сторат. Да, ќе успеете. И немој да се откажувате. Сигурно ќе успеете. Немој да се откажувате, али ја треба да покушате, треба да имате поверение. Да не се откажувате. Зошто се откажувате? Имаме Бог кој е семоćен. И Он ќе ви помогне да ги разцепите дрвата, па да го решите проблемот, па макар колку и чланови да има, па макар колку и да е тврд. Не постои нешто што е толку тврдо да Бог нема потврд камен со кој може да го шлајфува или да го сече. И диамант со диамант се сече. Да ви го кажам тоа. И за тврдо Бог има уште потврд. И не постои пеколна сила која може да му се спротивстави на нашиот Бог. Да, ќе успеете, али треба да покушате. Треба да донесете одлука, треба да дадете чекор во вашиот живот. И тогаш ќе ни биде црквата полна. Јас им кажав во Германија на луѓето, вака и вака сакам се. Ние многу пати нешто сме покушавале, али никогаш ништо не излезило од сето тоа. Да. Знам зошто не излезило. Затоа што и не сме покушале да го сториме тоа. Само сме зборувале и кога сме ги вишле члановите, сме се откажале. Али Бог вика, јас ќе ти помогнам. Немој да се откажуваш. Јас сум на твоја страна и ќе жнеиш во право време. Ќе жнеиш во право време. Во Мојсеј, 2 Мојсева, глава 14, од 14 стих до 16 стои напишано. Господ ќе се бори за вас, бидете мирни, зошто викате кон мене, му рече Господ на Мојсеј. И тука е сега клучното. Речи им на израелците да тргнат на пат. А ти подкрени го стапот, испружи својата рака над морето и раздели го на две, за да може израелците да поминат низ морето по суво. Пазите, најчесто ние, кога читаме вие текст, и некој пат ви сме гледале филмови, тие филмови само ни го заматуваат паметот, затоа што некогаш кога читаме текстот и размислуваме, па тука било морето, тука биле израелците, а таму биле египчаните кои што доаѓале во тоа време. Не е така. 2 милиона луѓе биле тука. Отприлика заеднички 1 милион на мажија, а после жени, деца и се 2 милиона луѓе. И сега Господ, зашо им вика? Вика, речи им да и на израелците тргнат на пат. Они биле во близина на морето. Значи не биле одма до него. Во близина биле и сега гледат од таму доаѓа опасноста. Таму се чланови, таму е тврдо, таму нема шанси. Им Господ им вика, одете, а уште потврдо, каде да одат? Кај морето. Па они можели да кажат, Господе, дали си нормален, шо е проблемот? Зошто не измачуваш? И они многу често пати и викале, зошто не донеси тука, зар немаше гробови да умриме таму? Господе, зошто ми го правиш тоа? А Господ вика, па зошто ти не ми веруваш на мене? Земи и тргни и оди, јас ќе го отворам морето. Ако покушаш, јас ќе ти помогнам. Али израелскиот народ у тоа време покажал многу добар пример. Кога им вика Господ на Мојсеј, ајде тргните и одите, и они тргнуват и одат за кај морето. Без разлика на тоа, каков од човечки гледана точка, каков излез има, или какво решение. Никакво решение. Али од Божјата гледана точка, тоа било најголемото решение, за да им ја ојача нивната вера и да може да видат славата Божја. Сакате ли да ga видите славата Божја? Сакате ли да видите каков е Бог имаме? Па тогаш слушате кога ќе каже, одите, јас ќе го отворам морето. Покушајте и Господ ќе ве благослови. Многу е битно да имаме поверение во Бога. Израелскиот народ верувал и Господ го отворил морето. И им помогнал. Во Исаја 43 глава од текст 1 од стих 1 вика: Сега вака зборува Господ кој те создаде Јакове, кој те створи Израел. Не бој се, зашто јас те откупив, те повикав по име. Господ вика, јас те познавам. Јас не зборувам за множината, за сите тука у цело Кавадарци или за целиот свет.
Он те вика, тебе те повикува по име, Миланчо, Маре или Мурат ли, Едија ли. Он тебе те познава кај живееш. Он го знае твојот проблем. И он не зборува како множина на сите, него зборува тебе, ти, таму кој седи, штоше, тебе ти зборувам. Јас имам решение за тебе. Ама треба да тргнеш по патот кај што ти викам. Треба да ми веруваш. Треба да се молиш, да ме бараш. И вика, сите кои ќе ме побарат со сето срце, ќе ме најдат. Сите вика таму. Вика, не бој се, зашто јас те откупив. Те повикав по име, ти си мој. Кога преминуваш преку вода, со тебе сум. Или преку река, нема да те потопи. Ако тргнеш низ оган, не ќе изгориш. Пламенот нема да те опали. Зашто јас сум Господ твојот Бог, Израелевиот светец, твојот спасител. Господ дава обеќање. Ќе дојдат, вика, тешкотии и маки. Ќе дојдат проблеми, како оган, како вода. Ни знаеме, ни сме сведоци дека морето излези 2 пати и направи катастрофа на размери што се на 1 милион луѓе да немат покрив над главата и 300.000 да умрат. Али Господ вика, али јас сум, вика, со тебе, тоа да не се случи. Ти да не погинеш у сето тоа. Затоа веруј ми, вика Господ. Ви знаеме дека Петар кога бил Исус го повикува и вика, излези, дојди. И он Петар оде. И кога у еден момент посумјува, пропаѓа и он вика, Господе, помага. Исус бил позади бранот, Исус не се гледал. Али у тие момент, каде бил Исус? Точно одма до него. Оној спасител кој го спасил Петар е тука да те спасе тебе и мене. Да не извлече од воата кај што тониме. Да не извлече од проблемите и тешкотиите и маките. И за тоа немој да се откажувате. Немој да се откажувате за тоа што ќе жнеите во право време. Ако не се откажете. Али вика, кој се откаже нема да биде по волјата на Бога. Господ најчесто дозволува да водата ни дојде до вратот. Али и ние некој патеви се жалиме, зошто Господе ми е до вратот водата? Вика Господ, јас не дозволив да водата ти дојде до вратот за да се удавиш, него да те научам да пливаш. У многу плитко не се учи да пливаш. Него водата, јас дозволив да дојдат тешкотии и маки и проблеми, да ујачам твојата вера, да го променам твојот живот и од тебе да направам нов човек, а не да те опропастам, не да те уништам. И јас за тоа го пратив мојот син. Ти си вреден од моите очи. Ти си толку вреден да јас синот го дадов. Повеќе не можам да дадам. Веруј и немој да се откажуваш. Тоа е поратаката која што Бог ни опатува на нас. Таму вика во Псалм 73 псалм од текст 25. Заборавам секој збор од стих. Од стих 25. Вика: кога имам јас на небо, освен тебе, кој сум со тебе, кога сум со тебе, ништо не сакам на земјата. Ама јас сега ќе ви прочитам како стои во германски и тоа е како стои во оригиналот, поблиску до оригиналот. Вика: кога тебе те имам, Господе, јас не прашувам за небото и земјата. И тоа е што мене ме допира. Давид вика, кога тебе ти имам, Господе, ја не прашувам за небото и за земјата. Ја не си правам грижи, ја не расправам и не дискутирам со тебе. Ако ти имам тебе, одам точно ти кај што ќе кажеш. Зошто го вика тоа Давид? Зошто он зборува на таков начин? Ако тебе ти имам, вика, Господе, ја вика не размислувам за небото и земјата. Зошто тоа го вика Господ? Сега ќе ви прочитам зошто тоа го вика Господ. Тука вика: морам само да видам, нему да рипна малце натаму. Сум земал и темата што е за попладно. Така да, осигурам сум у секој случај. Вика:
Тука сум. Па сум бил на право место, али само секунда. Значи вика, ако тебе ти имам, Господи, ја вика не се грижам за небото и за земјата. Премалени ми се телото и срцето, стено на моето срце и мое наследство, о Боже, довека. Вистина, че пропаднат оние што се оддалечуваат, вика Давид, од тебе. Го истребуваш секој што ќе те изневери. За мене милина е да бидам во Божјата близина, да имам свое засолниште во тебе, Господи Боже, ќе ги проповедам сите твои дела. Вика, значи, Давид кажува, ако вика тебе ти имам, Господе, ако тебе ти имам, не размислувам за небото и за земјата. Ако тебе ти имам, немам грижа за тоа што ќе биде и како ќе биде. Оти ти си вика мое спасение. Затоа што Бог е тие кој што може да помогне. Затоа што Давид он се ослонувал на Бога. Он се ослонувал на Бога. Тоа вика во 2 Самуилова 22 глава од 28 текст тоа е напишано. Зошто на понизниот народ му донесуваш спасение и ги понижуваш горделивите очи. Господи, ти ја запалуваш мојата светилка. Боже, ја осветлуваш мојата темнина. Со тебе удирам врз непријателски чечети, со својот Бог ги прескокнувам зидовите. Еве го решението зошто тоа така кажува Давид. Зошто вика, а тебе вика, ако ти имам, вика, Господе, не размислувам за небото и за земјата. За тоа што вика, со Бога, Давид сванал дека може, не постоje чета на оваа земја која што може да дојде да му се спротивстави на Израел, затоа што Бог е тие кои што се боре за Давид. И друго вика, а он имал такво искуство дека Бог, со Бога он е во ситуација да прескокне и зидови. И во тоа време зидовите биле големи направени. И тоа да го сторе, тоа што е невозможно, вика Давид, е возможно со Божја помош, како што кажува, после години, после тоа апостол Павле, се вика можем во Исуса Христа кој ми дава моќ. Значи, заради тоа е тоа зошто Давид така зборува. Ако земеме да читаме во 1 Мојсеева 32 глава, таму ќе го најдеме, да не го читам текстот, таму ќе го најдеме Јаков и го гледаме он во една ситуација, си доаѓа од кај Лаван и баш сака да се враќа назад и сега праќа луѓе да одат напред, да му дадат поклони на неговиот брат, за да може да се смире со него, да нема проблем, и се враќат луѓето назад и му викат на него, братот твој доаѓа, ти доаѓа во пресрет со 400 војници. Слушај да ви кажам, со 400 војници да доаѓал Исав и со зурли и тапани да го пречека својот брат, тоа би било друга работа. Али он доаѓа со 400 војници, не одиме за добро, него одиме да се спротивставиме, да војуваме. И цела ноќ, тука пишува Библијата, вика, отишол надвор, вика, и ноќта, некој се бореше со него до зазорување. Откако виде дека не може да го совлада, му го измести бедрото през глобот, така што на Јакова му се измести колко додека се бореа. И потоа, и тука вика, потоа рече, пушти ме, зошто се зазори. Но тој одговори, не те пуштам додека не ме благословиш. Му било лесно, нели, на Јаков, изместен колкот, у тешка душевна болка и го притискала вината на гревот, неговото име стално го подсечало на неговиот грев, кој е и шо сгрешил пред 20 години или колку тамо, и сега стои тука и неговиот брат му доаѓа и гледа дека тие човекот со кој се боре е Господ или некој посилен од него, ангел Господов, и сега стои тука и знае дека ако тој со кого се борел до сега и мислел дека е човек, а е нешто повеќе од тоа, ако го испуште, за него нема спасение. Вика, и покрај големите болки не се откажувам, не те пуштам, Господе. Кога тоа би било фаличаво,
гордост или некоја си друго чувство кое што е грешно, што мислите, што би се случило со него? Би било ништо на лице место. Али тоа било пискање и плачење од внатрешноста на срцето на Јаков, од болките и маката која што ја имал. Гледајќи дека нема излез, го барал Бога со сето срце и Господ вика, ако ме побарате со сето срце ќе ме најдете. Таквото викање спрема Бога, вика нема жела дух на пророштво, Божјата љубов да се одвои. Он го победил Бога со шо? Со сила. Со љубов. Со љубов го победил и Бога. И Исус вика тука, сам Исус бил на тоа место и му вика како ти е името? И он вика Јаков. Ja, да. А Јаков вика тука, Јаков го праша. Да, Израел, зошто се вика, како ти е името? Одговори Јаков. Он му рече, од сега не ќе бидеш, ќе биде името твое Јаков. Ти го опростувам гревот. И ти победи. Се бореше со Бога и со луѓето и победи. Бог денеска нас не повикува на таков начин да се бориме. Многу често само се молиме, доаѓаме со бајле и така на брзина за да се сторе. Ако жената прави јадење само за да е направено, нема никаков вкус. Тоа сум среќен што мојата жена никогаш не го сторила. Оти секогаш ми е било вкусно јадењето. Ако жената такво јадење прави, јас ви кажувам, значи тоа порано да не го прави. Порано е да се земе од фрижерот што има, тоа па ќе биде повкусно него ли тоа. Ако се молиме само за да се помолиме, тоа му е одвратно на Бога. Ако служиме само да се служе, тоа не е добро ни за државата, не е добро ни за комшиите. Тоа не е добро ни за самите нас. Ако се борите да бидете благослов, правите го од сето срце и Господ ќе каже, ти си мој син, ти си моја черка и тебе ќе те благословам. Тоа ќе го признаат и комшиите кои те мразат. И ако не те сака, ќе признаат дека си добар верник. И ќе таквата служба му е пријатна на Бога. И борете се и нема да попуштате, вика Господ, за тоа што ќе жнеите во право време. Вика во Исаја 49 глава од 24 стих стои напишано. Може ли да му биде одземано пленот на јунакот? Може ли да му избега заробеникот на победникот? Господ зборува вака, на јунакот ќе му биде одземан пленот. На заробеникот ќе му избега на победникот. Со оние што ќе се спорат со тебе, јас ќе се спорам со нив. Јас ќе ги избавам твоите деца. На твоите огнетувачи ќе им дадам да јадат за јадење нивното месо и ќе ги испијанам со нивната крв, како со ново вино. И секое тело ќе знае дека јас сум Господ твојот спасител и дека твојот откупител е моćниот Јаков. Господ вика со други зборови, нема да дозволам да паднеш како плен во раците на твоите непријатели. Нема да дозволам да паднеш како плен во раците на твојот најголем непријател, кој што е сатаната. Нема да дозволам. Затоа што ти си вреден у моите очи. Затоа што откупив, те створив и те откупив и ми припаѓаш двојно. Те сакам и нема да дозволам да паднеш како плен во неговите раце. Апостол Павле кажува, вашата борба не е со крв и со месо, него со властите кои што владеат во темнината. Со духовни сили е нашата борба. Во големата борба, во оригиналот стои 443 страна, Елен Вајт пишува, вика, а кога вика сатаната вика владее над луѓето, вика преку нивните слабости. И најчесто вика, гледајќи кога он нас ќе не наведе да паднеме еднаш и уште еднаш, покушава да не осведочи во тоа дека победување на нашите слабости е невозможно. Дури некои слабости кои што ги гаиме или ги на некој начин и ги чуваме со години, он сака да не осведочи, па и не е грев, па и не е толку лошо.
а и не е возможно да го победиш. Таков си, па остани си. И он вика, немој да му верувате на непријател. Исус Христос се моле за вера и сила и благодат. И он кажува, вика, доволна ти е мојата благодат. Дојдете тамо, вика, кај мене, сите кои сте обременети и оптоварени со маки. И јас ќе ви дадам одмор. Земите го, вика, мојот јарен. Земите го мојот јарен. Бог не повикува да добие, да дојдеме кај него со вера. И он ќе ни даде сила да победиме. Да не го слушаме непријателот. Ти кој се бориш со твоите слабости. Ти кој може би со години паѓаш во гревот и мислиш дека не е возможно да Бог ти помогне. Бог денеска те повикува и ти кажува: немо доволна ти е мојата милост. Немо верувај на сатаната. Јас сум тука. Јас сум тука лично присутен и сакам денеска да те храбрам да не се откажуваш од верата, да не се откажуваш од борбата. Затоа што ако не се откажиш, ќе жнеиш во право време. Во Исаја 54 глава стое од стих 10 и 16 до 17 вика: нека се развижат планините и нека се потрасе бреговите, но мојата љубов нема да се повлече од тебе, ниту ќе се расколеба мојот завет и мирот. Вели Господ кој ти се смилува. Ете, јас го создадов ковачот, која разгорува жарта и вади од неа орудие, за да кове. Но го создадов и уништувачот за да уништува. Но не ќе успее оружјето исковано против тебе. Не ќе докажуваш дека е зол секој јазик што ќе се подигне против тебе на суд. Тоа е наследството на Господовите слуги. Тоа им е победа од мене, словото е Господово. Вика Господ, нема мојата милост да се отргне од тебе. И секој оружје што е направено против тебе ќе се подигне, нема да ќе го победиш. И секој јазик кој ќе се подкрене против тебе, ќе го победиш. И Господ вика, а сите кои се добри, ама и кои се злобни, јас ги створив. И знам нивните патишта и нема да им дозволам да бидиш преку нив уништен. Нема да им дозволам да бидиш преку нив уништен. Во прва Мојсева стое напишано од главата 3:15. Јас ќе поставам пријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и низиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Господ увоа пророчанство кажува, обеќа сила за сите нас. Он вика, таму каде што е пријателство измеѓу вас и сатаната, затоа што се грешници, ќе ставам и ќе направам непријателство. И да можете да пливате како жива риба нас против водата, а не водата да ве носи. Па колку е да е тешко, да е силна водата. И знаете, некои патеви надоаѓаат големи, силни, моćни води и уништуват и рушат куќи, а сепак живата риба може да плива нас против водата. И Господ сака да направи нас такви да бидеме како жива риба. Вика таму, и вика, а тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. И тука кажува, вика Господ, вие имате посредник, кој во се е искушаван како и вас. Вие не се борите како некој што не ве разбира. Туку имате помошник кој искушаван во се како и вие. И тука во Лука 22 глава стои напишано, излезе, вика, и отиде според обичајот на Маслинската гора, а учениците одеа по него. И кога дојде на местото, им рече, молите се за да не паднете во искушение. И тој се оддели од нив, колку што може да се фрли камен, и клекна на колена и се молеше. Велејќи, татко, ако сакаш, отстрани ја оваа чаша од мене, но нека не биде мојата, туку твојата волја. И кога му се јавил, ангелот стое напишано тука, и кога стана од молитвата, вика, и тука вика, и кога се најде во борба, се молеш уште поусредно,
а поттаму стана како капки крв што паѓа на земјата. Господ наш Исус Христос во се бил искушаван како и ние. Он бил на крстот, и да не го читам текстот, он бил на крстот и висел таму на крстот и крв му течело и бил и жеден. И толку, и дури и оние му се ругале што со него биле распнати. И луѓето уделе по улиците и му се смееле: ако си Бог, скокни од крстот, спусти се доле, па ќе ти веруеме. Што би се случило кога Исус би донел одлука и би рекол: па за кого дојдов јас? Занев ли? Занев ли? Па доста ми е сега. Се враќам назад и ги оставам у нивните гробови, нека умрат. Една песна кажува: што би се случило кога Исус би се симнал од крстот? Јасно ли ни е таа работа? Немој да се откажувате, Исус победил. Он умрел на крстот, а наведнал главата и рекол: се свршил. Се свршил. Вика, се сврши, и тоа кога кажува Исус умира не како кукавица, него умира како херој. И оној кој бил доле, војник кој се борел од војниците, вика: вие стварно беше син Божи. Слушај да ви кажам, ви сите кои мислите дека ја денеска цела ден ќе проповедам и мојата проповед нема никогаш да завршам, сакам да ве разочарам. Јас сум тука скоро на крајот. И сакам да ви кажам уште една историја, многу кратка, за која што сакам со тоа да го храбрам и да имате Божи благослов и Бог да биде со сите вас. Тука вика еден човек, едно мало момче, во 1900, кој што е родено 1959 година, кога бил некаде на 16 години, тоа е точно годината кога јас сум роден, 1979 година. Во Индија настанало големи горештини, како што ние знаеме тука, уште многу јаки горештини. Во Индија е земја каде што нема зима. Можете се замислите. И кога стварно жешко, толку жешко, што змиите умреле надвор на песок. Змиите не издржиле жештината. И момчето, гледајќи како змиите мртви тамо на земјата, почнало да размислува и да си поставува прашање: па шо ако змиите умреле, шо ако и луѓето умрат? Отишло со тоа негово прашање кај старешините и таму сакал да ги праша: слушај, абе јас најдов змии кои шо умреа. Шо викате? Па шо ако и луѓето умрат? И почнале да му се смеат старешините. Али под негова желба му дале 20 садници на бамбус. И таму кај што ги нашол змиите на брегот на реката, тоа е сето пустина, сето од песок, ги засадил тие со желба нешто да се промене таму. 20 у толкова огромна пустина, 20 садници на вако ги посадил. Али што се случило од тогаш? Од 1979 година па до сега 45 години тој човек саде секоја ден по едно дрво. 45 години. Секоја ден по едно дрво. И јас сега ќе ви кажам што се случува таму. И вика вака. Вика, се создадени 550 хектари на шума од тоа што садел. 5,5 милиони квадратни метри се полни со шума и со трава денеска. Колку е тоа? Тоа е еквивалентно на 770 фудбалски игралишта. Од еден човек кој донал одлука секој ден да саде по едно дрво. А што би било, како би бил случајот кога илјадници, стотици? Или што би било кога цела црква секој ден по едно дрво, толку години би садела? Во неговата шума, кај што он посадувал, се населило едно стадо од 115 слонови, носорози, тигри, ситен дивеч, 100 елени. Климата се променила скроз. Немој да садиш едно дрво, не вреде. Во Окава, голема пустина, едно дрво се саде, аз си го садела, не си го оставила.
Тоа е замка сатанска. Немој да слушате, немој да попуштате. Па макар колку и малку да сторите, ако го правите секој ден, тоа ќе направи такви промени, да се промене светот во кој што вие живеете. Толку е многу битно да не попуштате. Толку е многу битно да се борите. После тоа се случува да слоновите таму што бил имало како ориз и друго, како се вика, мороска, и го уништува тоа, и доаѓаат селаните и го тепат него, и покрај сето тоа, тие маки и проблеми со кои он се соочува, не попушта, и денеска е он признат како шумар таму во Индија, и се уште работи таа работа која што работи. Моја желба и моја молитва е, како што вика таму во Исаја 55 глава, барете го Господа дека може да се најде. Повикувајте го додека е близу. Безбожникот нека го оставе својот пат, а праведникот своите замисли. Нека се вратат при Господа, кој ќе им се смилува, како нашиот Бог. Зошто тој ќе го умножи опростувањето. Барајте го Бога со сето срце. Немој да попуштате. Немој да се откажувате. Моćниот Бог, Јаковов, моćниот Бог Израелов е на наша страна. Може би во уморив, може би беше тешко да го време да седите и да слушате. Али јас се надевам повеќе од тоа, да ви да не се откажувате. Па макар и проповедта да е долга, па макар и тешка да била седмицата, па макар и да сте дошли тука со потиснати срца и со болка во вашите срца. Моја желба и молитва е со вера да ојте освежени, со вера во Бога дома и да ви биде добро. Нека Господ го благослови во сето тоа. Амин.